Веќе 14 години земјоделците во Македонија имаат пристап до европските фондови за одржливо и конкурентно земјоделство, програма позната под кратенката ИПАРД. Нашата држава мислам дека стана и лидер во регионот за искористување на овие ИПАРД средства. Терминот искористување се користи затоа што, за разлика од домашните, европските субвенции се добиваат само со издржан план за развој и вложување и собствени средства. Видите да го уште малце олесни, имам многу документација обилна. Ве молам да се дослушам. Европа сме 100 години, вие Така е. барате европски услови. Така е. Од 2007 до 2020 година македонските земјоделци имаа можност да земат 140 милиони евра од ИПАРД програмата. Колку искористија и зошто се уште има непотрошени пари? На почетокот на месецов карван на Министерството за земјоделство стигна во Гостивар. Во Домот на млади, државни службеници им ја презентираа мерката 1 од ИПАРД 2 програмата на локалните земјоделци. Народски кажано, има 9 милиони евра за субвенции кои мора да се побараат до 29 април за инвестиции во сточарско производство, преработка, маркетинг или производство на енергија од обновливи извори за собствена потрошувачка. Вашиот интерес треба да биде во таа насока, што по-конкретно, како да доаѓате до полесно за апликација, како можете да се приближите, да се придобиват и да се користат овие фондови. Но за воопшто да може да се побара од овие пари, треба да се исполнат редица услови. Прво, уредни документи и регулирани сметки, а потоа план и желба за инвестиции во развој. А кај нас? Али на тоа место имам имотелист, али немам дозвола за градба. Така е. Тука паѓаме свите, 90% служиво сигурно. Така е. Паѓаат на таа точка. ИПАРД фондовите се малку и барат и поголема, значи заложба, барат имат обемна документација. Затоа треба на време. Се прави баук од ИПАРД. Меѓутоа, едноставно е и изжвакано е се. Сите села во околните нема никој дозвола за градба. Така е. И тоа било така и така е уште. Условите од годинава на вистина се построги, но тие треба да го скратат времето на чекање, дали некое барање за европски грант е прифатено или не. А и потребните документи сега може да се најдат на интернет. До претходната година, значи, доколку беше некомплетно барањето, доставува, повторно ги бара апликантите, бара дополнително да им се доставите барања. Меѓутоа, од оваа година, значи, доколку барањето кое што е подготвено е некомплетно, тогаш ќе биде одбиено. Вреди ли маката на земјоделците да се занимаваат со документација? Прашавме кај оние што успеале да добијат пари од ИПАРД. Марија Тошевска од Крушевското село Светомитрани, која се занимава со полјоделство, житни култури и земјоделско производство, е задоволна. Ни одобрија тробразден плуг, тањирача, влечна тањирача, прскалка, фреза, 5-тонска приколица и фаќалка за ролобали. Очекувавме дека ќе добиеме, но во последните неизвестија и добивме. За разлика од неа, Пецо Колевски од селото Крушеани, општина Кривогаштани, откако не успеал да добие средства, потребниот трактор го купил од свој джеб. Тие што добија некој добија и настреќа, а и претежно со пријател. Значи, 2 пати аплицирав и 2 пати ме одбија, од кој првиот пат сум немал доволно капацитет, а вториот пат ме одбија, немале средства да ми исплатат. Сепак, најчести се примерите како на 34 годишниот Даниел Карабаневски, кој иако е регистриран земјоделец и има потреба од механизација, не ги исполнува условите, но не по своја вина. Еве, од години од кога останало нема некои работи не се ни легализирани, единствено што се објектите кај што живееме легализирани. Другите објекти веќе не знаеме ни како треба, ни што треба точно. Ти не знам поточно, не знаеме и со имотите што ги имаме како треба да биде. Според истражувањето на невладината организација Агролидер, направено лани на 300 испитаници во Пелагониско, друга, можеби и најголема пречка за подобро искористување на европските пари е неинформираноста.
Кај постарата популација постои евроскептицизам како резултат на недоволна информираност за ЕУ. Ограничениот пристап до информации пак е последица на политички влијанија што придонесува за односот на земјоделците кон ЕУ, зависно кој е на власт. Па голем дел од анкетираните мислат дека пари дава државата, а не ЕУ. На крај, поради политичкото влијание на информациите, руралното население не гледа подобрување од реформите помогнати од ЕУ. Даниела Цветановска од Агролидер, која работела на истражувањето, вели дека дел од овие перцепции тешко се разбиваат и поради бавната бирократија. Но исто така имаме и случаи на терен каде што со потполна документација, со подпишан договор се чека долго време на спроведување на средствата, но исто така и на доставување на програмата. Со тоа што имаме некои мерки кои што се временски ограничени и треба временски, значи во најбрз можен рок да бидат имплементирани, а не после некое време кога веќе нема да има ефектот од истите. Неинформираноста, но и недостатокот на канали за кредибилно информирање на крај влијаат значителен дел од парите да не се поделат. Со ИПАРД-1, кој почна во 2007 година, на располагање беа ставени 60,7 милиони евра, од кои 75% пари на ЕУ, а 25% домашни пари. До 2014, кога заврши програмата, земјоделците искористија само 17% или 10,3 милиони евра. Со ИПАРД-2, кој со задоцнувањето наместо во 2014 почна во 2017 година, беа предвидени 80 милиони евра за субвенции. До годинава, кога и завршува програмата, искористени се далеку повеќе средства отколку во првиот циклус, 47,5% или 38 милиони евра. За ИПАРД-2 биле поднесени 3134 апликации, од кои биле одобрени 1637. Помошта била за 3 мерки: за земјоделски стопанства, за преработувачка индустрија наменета за бизнис секторот и за непреработувачка индустрија. Останатите апликации се одбиени поради некомплетна документација или откажување на самите земјоделци. Значајна причина што многу земјоделци се откажуваат или воопшто не аплицираат за европските субвенции е недостатокот на така наречен механизам за гаранција. Услов за секоја апликација за пари од ИПАРД е барателот самиот да учествува најчесто со 50% од парите во инвестицијата. Проблемот е што кога земјоделец ги нема тие пари, тешко може да се позајми. Се уште тој гарантен фонд се најавуваше дека и овој период ќе профункционира, се уште не е профункциониран и од друга страна ја имаме недовербата и комуникацијата помеѓу земјоделците од една страна и од друга страна банките. Значи се уште земјоделското земјиште во поголем број од регионите на државата не е високо вреднувано заедно со имотот и нормално тука банките не гледаат интерес да стапуваат, да дават кредити на земјоделците. Додека се чека на државен гарантен фонд или разбирање од банките, Федерацијата на фармери бара државните институции да соработуваат подобро за другите проблеми. Например, државата да биде искрена кои критериуми можат да се исполнат кога седнува да ги преговара условите со ЕУ. И ако сака нешто да се гради, треба да се набави градежна дозвола, која што сепак е се уште сложен и тежок процес за земјоделците. Деталните урбанистички планови се уште за селата се голем проблем и предизвик нормално за самите власти, за локалните општини. Мислам дека тоа посебно треба да се работи во рамките на општините. За недостатоците се свесни и во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Планот им е проблемот со легализацијата да го решат со државни пари за изработка на локални, детални урбанистички планови. За кредитирањето пак, сасега можат само да бараат разбирање од банките, барем малите земјоделци да имаат начин за осигурување на нивниот кредит. Банките покажале досега одредена флексибилност мала, каде што и самиот договор некогаш има гаранција под одредени услови нормално со странката, дека средствата кога ќе се префрлат на сметка на корисникот на мерката, дека всушност е гарант дека со тоа ќе се исплати и самиот кредит.
Бабовски вели дека и во моментов има еден вид на државен гарантен фонд, но тој се однесува само на преработувачката индустрија. Аплицираат сега во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и другите 50% од нивната инвестиција, за да не би земале големи кредити, за да не би влегувале во долгови, се финансираат оттаму со тоа што финансирањето е со грейс период од 1 година и враќање во наредните 7 години на 7 еднакви рати без камата на овие средства назад во буџетот на државата. Се надевам дека трендот ќе го продолжиме и во иднина, ќе стигнеме и до тој гарантен фонд. Спроведувањето на ИПАР-2 програмата ја следи посебен комитет. Во последниот годишен извештај за 2019 година и таму се укажува дека сепак најголем проблем за подобро искористување на парите е слабата информираност на земјоделците. Затоа институциите почнаа да организираат карвани, како тој во Гостивар. Идејата е државата да продолжи да оди кај земјоделците, а ако тие решат да аплицираат на следната програма ИПАР-3, Европската Унија и домашните институции да има возможност тоа да го сторат и поевтино и побрзо, од дома преку интернет.